Почитувани, сигурно се сеќавате дека минатата емисија беа поставени неколку прашања директно до нас, за да се изјасниме за покренатите декларации. Претпоставуваме дека прашањата беа од оние кои ги покренале тие декларации или од нивни соработници и поддржувачи. Како што и ви ветивме минатата емисија дека денес ние од македонски корени како уредници и водители на емисијава ќе го кажеме нашиот став околу декларациите кои се појавија за наводна заштита на Македонската православна црква. Така, пред да го чуете нашиот став, би сакале на самиот почеток почитувани јасно да кажеме дека ние од македонски корени од секогаш сме се залагале и продолжуваме да се залагаме за слога и единство, а не за раздор. Сме ги поддржувале и ќе поддржуваме секој пат правилните чекори кои одат во насока на сочувување и заштита на македонските национални интереси. Само така, сложни и сплотени со меѓусебна доверба, ќе делуваме секаде цврсто на национално ниво. Токму така, ќе ги поддржуваме сите оние кои работаат за интересите на Македонија и македонскиот народ, но од друга страна пак силно ќе се спротивставуваме и укажуваме на сите оние кои работаат спротивно од националните интереси на сите полиња од македонското општество. Веруваме дека дел од вас веќе ја видовте декларацијата или декларациите кои се појавија на социјалните мрежи, а можеби дел од вас веќе сте се и подпишале, но тоа е ваше индивидуално право, почитувани. Првото прашање кое ние си го поставивме и тоа уште пред да ја видиме содржината на тие декларации беше: зошто декларации, а не декларација? И веднаш се наметна прашањето колку е добронамерна и искрена таа декларација, односно колку се добронамерни и искрени тие декларации. Но ако убаво ја прочитавте содржината на декларацијата и длабински ја изанализиравте, ќе ви стане јасно со која намера се прави сето тоа. Прашањето кое треба да си го поставите пред да ја подпишете декларацијата, без разлика од кого доаѓа, треба да биде следното: дали навистина со вашиот подпис ја заштитувате Македонската православна црква? Запрашајте се со која намера се овие декларации кои се покренати од разноразни поединци. Отворете очи и прашајте се што се бара од вас како подписници на таа декларација. Поставете си го прашањето дали со вашиот подпис од вас, а во име на наводната заштита на Македонската православна црква, всушност се бара да потврдите дека негирањето на историската Македонска православна црква со последниот томос е легитимно и дека МПЦ постои само после наводниот подарок од страна на Српската православна црква, со што самите ќе признаете дека Српската православна црква била мајка на Македонската православна црква. За да не испадне дека зборуваме напамет, ќе се потрудиме да ви прочитаме една точка од таа декларација, се разбира, доколку ја пронајдам овде. Верувам дека ќе успеам. Ќе успееме, дајте бети, ајде да видиме колку е тоа. Само момент, за да можем да го наголемам. И покрај сите различни историски хипотеки, сметаме дека македонското црквено прашање е затворено со патриаршкиот и соборски томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска епископија од Српската православна црква Печка патриаршија од 5 јуни 2022. Запомнете, Охридска архиепископија од Српската православна црква Печка патриаршија од 5 јуни 2022 година. Ајде да се подсетиме, Македонската православна црква во 1967 година на Црковно народен собор е прогласена како автокефална,
а пред тоа, уште во октомври 1943 година, повторувам, 1943 година, започна припремите за возобновување на Охридската архиепископија како самостојна македонска православна црква, со што се поставија темелите за основање, односно возобновување на македонската православна црква. Тоа е утврдено со устав на Македонската православна црква, кој пак устав никој нема право, вклучително и владиците, да го менуваат. Единствено право да го менува уставот на Македонската православна црква е архиепископскиот црковно-народен собор и никој друг. Токму така, тоа се факти и никој не може да ги поречи. Многу ни е жал што многумина веќе наседнаа, а ќе има најверојатно и такви кои ќе наседнат на ваквите манипулации со овие декларации. Затоа еве, кога се уште ваквите декларации, иницијативи за подпишување на декларациите се на самиот почеток, предупредуваме да внимавате пред да подпишете било какви декларации. Прочитајте ја содржината, анализирајте ја длабински и суштински, и ако не ви е јасно, побарајте помош од оние кои ги знаат работите. Така, нас не чуди ова што се случува со МПЦ, особено со чекорите кои ги преземаат соседите и Цариградската патријаршија. Не чудат дури и овие обиди со ваквите декларации, бидејќи пред 16 година неколку црковни општини од диаспората се отцепија од Македонската православна црква и во нивните статуси или конституции не ја признаваа јурисдикцијата на Македонската православна црква, со што по кој знае кој пат се докажува онаа познатата изрека од своите си патиме. Внимавајте да не бидете ставени во ист кош со предавниците на македонските национални интереси. Чудно е тоа што меѓу оние кои сега Божем ја бранат МПЦ, има и такви кои беа дел од оние кои не ја признаваа јурисдикцијата на Македонската православна црква. Ако намерата на овие декларации беше да се стави притисок на македонските великодостојници за да внимаваат што прават и да останат на задачата да го чуваат и спроведуваат уставот на Македонската православна црква, зарем нема да биде поефикасно овие поттикнувачи на ваквите декларации да повикаат на масовен собир пред седиштето на Синодот, но и собири пред сите седишта на епархиите, како во Македонија, така и во диаспората. Зарем нема да биде поефикасно ако пред тоа, мислиме пред да се организираат таквите собири, да се подготви една заедничка декларација со издржана и длабоко анализирана содржина која ќе стои на таа заедничка декларација и истата да се прочита истовремено од сите места на собирите и дури тогаш да се повикаат македонските православни верници кои што си ја љубат Македонската православна црква да ја потпишат. Токму така, почитувани. Ваквиот чекор би бил почеток на притисокот насочен кон црковните великодостојници и свештенството. Притисокот врз македонските црковни великодостојници и свештенството треба да продолжи со молитвите до Бога, кои треба да се испраќаат од предкругот на храмовите и од нивните дворишта, а не од храмовите, за да им се даде на знаење дека не се согласуваме со нивните чекори. Бог ќе ја услиша нашата молитва, бидејќи тој ја создал Македонската православна црква преку испраќањето на апостолот Павле. Само со притисок ќе се вразумат сите неразумни македонски великодостојници, ако навистина се во служба на Бога и народот наш македонски, како што се прокламираат дека се. Ајде уште малку околу оние кои ги покренуваат овие декларации. Ако толку многу се грижат за Македонската православна црква и ако намерата не им е политичка, тогаш зошто мешаат политички партии и плукаат по нив? Се запрашале ли каде ги водат ваквите чекори со делби? На сите ни е јасно дека добри резултати носи само единството, а не расцепканоста. И на крајот, се запрашале ли поттикнувачите на овие декларации каква правна и општествена валидност ќе имаат истите? Сте се запрашале ли и вие кои се одлучувате да се подпишете на кого му помагате со вашиот подпис? Одговорот дадете си го секој сам поединачно.
Почитувани, за да ви помогнеме при носењето на вашата одлука дали ќе ја подпишете декларацијата или нема да ги подпишете декларациите, ќе ве подсетиме на неколку работи кои се случија како резултат токму на вакви непромислени и не разработени, но и не целосно анализирани зафати. Се сеќавате дека дел од овие и слични како нив ја туркаа и тезата дека не сакале да ја легализираат новата творевина С Македонија и затоа го бойкотираа и пописот. Резултатите од пописот покажаа и докажаа дека таквата теза беше наменска само со цел да ја наштета на Македонија и македонскиот народ, а да ја помогнат на ненародната власт да ги дозаврши Балканите работи и сценариото за уништување на Македонија и македонскиот народ. Токму така, зарем беше можно со таквиот притисок со бойкотот да се спречи нешто, во овој случај легализирање на Северна, кое што од самиот почеток на промената, како и сите постапки кои беа нелегални спрема Уставот на Македонија и на начинот на кој ја донесоа таа одлука од подпишувањето на Преспанскиот договор, кој договор пак го подпиша неовластено лице, тоа е Димитров, па се до промената на исконското име. Одговорот на сите какви прашања е дека сигурно не. Со нивното бойкотирање само допринесоа да се спроведе сценариото на ненародната власт начело со СДСМ и другите албански политички партии, кои намерно ја пуштија тезата дека ќе ни се злоупотребиле податоците, а на која теза така наречените македонски активисти наседнаа од засега се уште недоразјаснати причини, дали тоа беше од незнаење, наивност или сребролюбие, со што се впуштија во засилена пропаганда и тоа на највисоко, лажејќи го македонскиот народ во диаспората, представувајќи се како големи патриоти, ги убедуваат да не се самопопишуваат. Токму така, сигурно се сеќавате. Да се подсетиме дека вакви лажни патриоти имаше и во Македонија кои под паролата бойкотирам попис, не отворам врата, бойкотирам државјанство и ред други глупости, го излажаа дел од македонскиот народ, постигнувајќи бројка од 7% македонски граѓани кои не се попишаа. Ние во тоа време останавме сами во убедувањето дека не смееме да пропуштиме оваа шанса на самопопишување и попишување, дека треба во што поголем број масовно да се самопопишуваме во диаспората. Упатувавме и молби до бойкотирачите да не го прават тоа, бидејќи е погрешен чекор. На голема жалост, бевме сами во таа битка и не успеавме да ја издействуваме максималната победа, иако неколку илјади ги разбра нашите пораки и се само попишаа и попишаа, но не доволно за да постигнеме посакуваната цел, а тоа беше прикажување на што поголем број на македонски народ изразено во проценти. Резултатите од пописот покажа дека плодот од нивните постапки беше отровен. Со непопишувањето и со незамопопишувањето го зголемија процентот на албанската популација, а го намалија процентот на македонскиот народ. Со нивното неразмислување, несвесно или свесно, токму тие кои повикуваа на бойкот им помогнаа на албанците да стигнат до тој процент до кој стигнаа, а тоа е 24%, со што им помогнаа да си ги остварат албанските стремежи и сонови и им го зголемија процентот на албанското население во Македонија, а го урнаа македонскиот процент на македонскиот народ. Се поставува прашањето зошто мора секој пат да бидеме понавлячи? Зошто не ја научивме лекцијата од веќе направените грешки? Одговор на прашањето зошто се уште не можеме да ја научиме лекцијата од досега преземените чекори, кои негативно се одразуваат врз Македонија и македонскиот народ, е следниот. Затоа што скоро сите досегашни чекори се прават без длабинска анализа и подготовка, за кој пример има многу. Го споменавме веќе пописот како еден од примерите како не треба да се постапува. Друг пример е давање на поддршка на некој или некои кои очигледно дури и од авион се гледа дека не можат и немаат сила да направат вистински промени во македонското општество. Во овој случај виновни се и двете страни, и оние кои даваат поддршка, но и оние кои ја бараат поддршката, знаејќи дека не ќе можат да го испорачат она што го ветуваат.
Не знам колку се сеќавате, почитувани, на она иницијатива на одредени патриоти и самопрогласени лидери од диаспората, кои не така одамна им дадоа силна финансиска подршка на неколку новоформирани политички партии, барем од она што самите лидери на тие политички партии кои најавија некаков си трет блок, од кој трет блок денес нема ни трага ни глас, иако на една од првите нивни заеднички средби го лажија народот дека тие биле спасот за Македонија и македонскиот народ. Почитувани, вакви спасители на Македонија и македонскиот народ никнат како печилки секој ден. Ние неодамна во емисијава го имавме за гостин лидерот на новоформираната партија Македонски концепт, тоа е господинот Петар Богоевски, која турка истата теза дека тие биле спасот за Македонија и македонскиот народ и дека ќе го испозатвореле секого кој се замешал со корупцијата и криминалот. На нашето прашање како ќе дојдат до таа позиција за да формираат влада, за да можат да го спроведат тоа што го ветуваат, посочувајќи му ги вистинските бројки, и со тоа симнувајќи го од неговиот романтизам на реалната состојба во Македонија, не добивме одговор, бидејќи Богоевски го немаше. Жално е што ваквите кои се уште живеат во романтика или пак наменски ја користат романтиката бидејќи многу лесно се манипулира со народот, го залажуваат македонскиот народ, иако знаат дека она што го ветуваат за нив е невозможна мисија. Почитувани, време е сите заедно да работиме на сплотеност и потрезвено размислување кога се во прашање македонските национални интереси. Во времето испред нас ќе имаме нови прилики да го докажеме токму тоа долго посакувано единство. Време е да го искористиме нашето најголемо и најсилно оружје, а тоа е нашиот глас. Време е да го дадеме нашиот глас на оние кои можат, кои имаат сила и ресурси, кои умеат и кои сакаат да ги направат вистинските чекори за подобра Македонија и за подобро на сите нас. Токму така, наредна прилика да покажеме дека не има и дека сме единствени, ќе ни се даде на следните редовни или вонредни парламентарни избори, како и председателски избори. Потоа ќе ни се даде и прилика за референдумско изјаснување, како и во делот на политичко националните интереси, така и во делот на црковно националните интереси. Уште сега сакаме да ве предупредиме дека веќе ова ненародна власт, во која партиципираат СДСМ-ДУ и другите албански политички партии, ја пуштија тезата да не се вадат документи со новото име, кое да напомениме дека не е легално и дека новата власт која ќе дојде после парламентарните избори, а се надеваме дека таа ќе биде предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, ќе се заложат за сето она што е незаконски направено да го исправат и користејќи го уставот на Македонија и законите да вратат се на свое место, да ги вратат астрономските вредности, а виновниците за сето зло што и го направија на Македонија и македонскиот народ да ги изнесат пред лицето на правдата, но пред се пред вистинското лице на правдата, а тоа се законите и уставот, а не пред судии и обвинители кои го занемеруваат лицето на правдата и го валкаат. Се надеваме дека ќе дојдат до израз зборовите од песната на Гоце Арнаудов "Мора еднаш да не биде", која пак песна е и химна на македонски корени. Еве да се потсетиме на неколку реченици од оваа песна, почитувани. Со години доста молчеше, земјо ранета многу трпеше. 100 пати веќе те поделија, ама крви не наситија. Со силен гнев сега велиме, нема вардар да го делиме. Мајко стара, дојде време, твоите силни чеда збери ги, вака веќе тешко иде, мора еднаш да не биде. Кога смете кај пораките испратени преку делот македонските патриотски песни, да се подсетиме и на неколку пораки од песната "Со Господ напред војнината", како и од песната "До кога браќа ќе се делиме". Ај со Господ напред војнината и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така ќе се сочуваме. До кога браќа ќе се делиме, еден на друг очи вадиме. Доста беше, осветете се, и за ова парче земја замислете се. Доста беше, осветете се, и како браќа брат на брата рака подајде. Должни сме на Гоце Делчев војвода, должни сме на Македонија. Само ова парче земја ни остана. Силни пораки ќе мора еднаш барем да почнеме да ги користиме и да ги почитуваме.